Одговорноста не е празен збор. Одговорноста значи да се даде отчет за сработеното. Во политиката се друго се празни зборови. Ние го остваруваме она кое го ветивме во програмата Природба во 100 чекори и повеќе од тоа. Да се подсетиме која е нашата програма и што остваривме. Културата, образованието и спортот се она кое ги гради нашите деца како личности и им овозможува подобра иднина и успеси во животот. Инвестираме во образованието, за да им овозможиме поголеми шанси на младите. Ја поддржуваме културата која не дефинира како нација. Создаваме услови за развој на спортот и го вреднуваме придонесот на спортистите за државата. Што исполнивме на овој план? Започната изградба на стариот театар во Скопје. Започната изградба на концертна сала на Македонската филхармонија. Започната изградба на спомен куќа на Тоше Проески во Крушево. Започната изградба на музејскиот комплекс Македонска борба, музеј на ВМРО и музеј на жртвите на комунизмот. Започната изградба на театар во Велес. Изградена спомен куќа на мајка Тереза во Скопје. Доградба на Национална универзитетска библиотека Свети Климент Охридски. Изграден е музејот на вода во Охрид. Проект 130 тома македонска книжевност. Илуминација на камениот мост. Веќе сме во завршна фаза на донесување на програмата за ревитализација на старата Скопска чаршија во период од 5 години, која што ќе биде доставена до владата и со самата таа програма навистина ќе се помогне во ревитализацијата во дел со културни и туристички содржини за старата Скопска чаршија. Поставени 35 скулптури во централното градско подрачје. Големи археолошки ископувања на археолошките локалитети Стоби, Скупи, Стибера, Плаошник, Хераклеа, Вардарски рит, Баргала, Скопска тврдина, Исар Марвинци, Кокино, Тумба Маджари, Билазора. Пуштени во употреба 15 спортски сали, а уште 12 се во изградба. Пуштени во употреба 4 фудбалски игралишта. Се градат уште 32, од кои 10 се во завршна фаза. Доделени 26 национални спортски признанија, спортски пензии за врвни достигнувања во спортот. Доделени 500 пензии за млади спортисти. Доделени 9 стипендии за врвни спортисти и тренери. Успешна реализација на проектите национални училишни и универзитетски лиги. Воведен концептот на 9-годишно образование. Англискиот јазик стана задолжителен предмет од прво одделение, а се воведе и изучување на вторострански јазик од 6-то одделение. Информатиката стана задолжителен предмет, а предметот бизнис и предприемништво се воведе во секое средно училиште. Стартуваа нови наставни програми за учениците со посебни потреби. Се зголеми бројот на часови по физичко образование на 3 часа неделно. Од оваа година бесплатни учебници за сите ученици од основните и средните училишта. Отпочнување на проектот за превод на 500 научни книги и учебници. Дисперзирани студии, воведени вкупно 36 дисперзирани студиски програми во 13 градови. Во 2008 и 2009 година се запишале 3150 студенти. Минатата година 85% од учениците кои завршија средно образование се запишаа на факултет. Бројот на приватните високообразовни институции е зголемен на 16. Универзитет за информатички технологии Охрид. Запишани се 75 студенти. 145 училишни спортски сали. До денес почнати се со градба 16 училишни сали. Изградба на нови училишта. 5 се изградени и пуштени во употреба. Се градат уште 7. 113 се реновирани. Обезбедување на бесплатен интернет во основните и средните училишта и студентските домови. Проект Компјутер за секое дете. Компјутеризирани сите средни училишта. Набавени 22.000 лаптоп компјутери за професорите од основните и средните училишта и 3.000 за учениците од прво до трето одделение. Пред една година не ветивме чуда. Ветивме остварување на нашата програма чекор по чекор. Она кое го ветивме, го исполнуваме. Македонија чекори понатаму. Влада на Република Македонија.